Сретение Господово. Сретение Господово е еден од 12 големи црковни празници, која со постојан датум и се паѓа секогаш на 40-тиот ден после Божиќ. Реалниот настан врз кој се темели овој празник е расказот за Симеон, кој по неговата средба со Бога бил наречен Богопримец. На овој старец преку ангел му било кажано дека нема да умре, дури не го види ветениот помазаник, Месијата. На неговото чекање доаѓа крај 40 дена по раѓањето на Исус Христос. Според Мојсеевиот закон, во тој ден секое првородено машко дете се носело во Ерусалимскиот храм. На тој ден во храмот се случила средбата на Свети Симеон и Богочовекот Исус Христос, и тоа е првата средба лице в лице на човекот со Бога. Длабоката смисла на овој празник се состои токму во таа оттогаш отворена можност за општање со наднебесниот Бог лице в лице. Според еврејските закони, жената што родила машко дете се смета нечиста 40 дена по поредувањето, а таа што родила женско 80 дена. Потоа морала да појде во храмот и да даде јагне за откуп на гревовите. Сиромасите наместо јагне давале 2 грлици или 2 гулаби. Според овие обичаи и Богородица на 40-тиот ден по раѓањето го однела Исуса во црквата за да го посвети на Бога, а самата да се очисти. Во тоа време во црквата служел праведниот свештеник Захари, таткото на Свети Јован Крстител. Тој ја ставил Богородица на местото за девојките, а не за жените. Во тоа време таму затекнал еден побожен старец по име Симеон, кому предходно Светиот Дух му беше раскажал дека нема да умре се додека не го види Спасителот. Светото предание раскажува дека тој е еден од 70 преведувачи на Стариот Завет од Светото писмо и дека ја преведувал книгата на Исаја. Кога стигнал до 14-тиот стих од 7-та глава на оваа книга прочитал: затоа самиот Господ ќе ви даде доказ. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Помислил дека се работи за грешка и се обидел да го исправи зборот девица, но ангел Господов му е фатил раката зборувајќи му: напишаното е точно, затоа ништо не поправај. Ти нема да умреш додека со своји очи не го видиш исполнувањето на тие зборови. Тој ден Светиот Дух посебно му соопштил на Симеон дека токму тогаш ќе го види Спасителот. Кога Богородица со Исуса пристигнала во храмот, старецот Симеон возбуден го подигнал малиот Исус и му благодарил на Бога велејќи: сега го отпушташ својот слуга со мир. Владико, според зборовите твои,
зашто очите мои го видел спасението Твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи. Светлина за просвета на незнабожците и слава на Твојот народ, Израелот. Потоа, Симеон ги предскажал на Богородица страдањата на незиниот син, што ќе бидат причина и за незините страдања. А на тебе, самата меч ќе ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Во тоа време во храмот влегла и пророчицата Ана, побожна старица на 84 години, која знаела за раѓањето на Спасителот. Во тој час пристапи и таа и почна да го слави Господа и им прикажуваше за него на сите што чекаа спасение на Ерусалим. Фарисеите присутни во храмот се налутиле на Захари, што дева Марија ја ставил на местото на девојките, и затоа го известиле царот Ирод, кој се посомневал дека новороденото е Спасителот, за кој му зборувале мудреците од исток, поради што веднаш испратил луѓе да го убијат. Но ангелот претходно му соопштил за опасноста на светото семејство, и тоа веќе било на пат кон Мисир, подалеку од уфатот на злогласниот цар Ирод. Во спомен на оваа средба на Исус и Богородица, со праведниот старец Симеон и пророчицата Ана во црквата, востановен е празникот Сретение Господово, што секоја година се празнува на 15 февруари. Овој празник се празнувал од самиот почеток, но посвечено празнување е востановено особено од 544 година за време на царот Јустинијан. Меѓу народот се вели дека Сретение е празник кога се сретнуваат зимата и пролета и дека по овој празник не може да има такви студови како пред него. Каков ќе бил тој ден, такви ќе бидат и наредните 40 дена. На овој ден не се работело женски работи низ куќата и го славеле жените кои немаат родено, со цел да забременат и да имаат лесен пород. Затоа овој празник се викале Женска Богородица. Во Бојмија, девојките верувале дека каков човек ќе сретна тој ден, за таков и ќе се омажат.